Добар ден. Почнува Фактор здравје. Она што денеска ви го нудиме повторно е темата и рубриката Истражувањата докажаа. Еве ги деталите. Покрај мозочниот и срцевиот удар, траумите или повредите би рекол се водечка причина за онеспособеност или помало ниско на квалитет на живот. Она што треба да се земе во предвид кога зборуваме за траумите или повредите е фактот дека тие најчесто настануваат при некоја траума, односно повреда, односно некој физички предмет кој што се случува и го повредува човековото тело. Ова го зборувам бидејќи траумите или конкретно кажано политраумите кои што представуваат повреди на два или повеќе органи или системи во човековото тело е денешна тема со која што ќе ве анимираме и повторно верувам ќе ја заслужиме вашата доверба. Она што денеска ви го нудиме е секако и контактот со вас, да ни се јавите, комуницирате со нас и споделите некое лично искуство, а по оваа најава и прва доза на информации ќе ви го представам гостинот со кој што и вие исто така со ваши прашања можете да комуницирате директно со него. Темата политрауми денеска во Фактор здравје ќе ви ја презентираме преку своето научно предсе и практично или клиничко искуство на научен соработник доктор Андреа Гавриловски, кој што е травматолог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за травматологија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Доктор Гавриловски, добро утро или добар ден пред се, како сте и добро дојдовте повторно во Фактор здравје? Добро ве најдов, добар сум и се надевам дека ќе кажам доста информации, ќе си имаме еден убав муабет кој што ќе биде од голема помош за луѓето и за пациентите кои што биле претходно. Сигурно, благодарам што сте денеска во емисијата. Предлагам да ги видиме блокот реклами, пауза по која што ве поканувам да останете со Фактор здравје и секако да ја обработиме денешната тема политрауми. Кратко и јасно би рекол, политрауми е денешната тема со која што уште еднаш ве поздравувам во Фактор здравје и секако ве поканувам на 6091925, односно 6091924 и вие активно да учествувате во емисијата. Подсетувам, научен соработник доктор Андреа Гавриловски, субспецијалист травматолог, денешен е ваш предсе и мој гостин во емисијата. Доктор Гавриловски, бидејќи за прв пат ја отвараме оваа тема, како вие од ваш стручен аспект ја дефинирате и што е она што како причина или инциденца, честота во вашата клиничка пракса најчесто се случува? Значи вака, политраумата според дијагнозата представува повреда на два или повеќе органски системи од кои што едниот е животно загрозувачки. Многу честа се смета за најчеста причина на болест и смртност под 40-та годишна возраст и тоа кај машката популација. Бројките се смета дека најчеста причина е сообраќајната незгода, втора причина е пад од висина и трета причина се смета е насилство, кое што може да биде насилство, значи тепачки или домашно насилство. Најголемите проблеми и најчестата, најголемите трауми настануваат во текот на сообраќајните незгоди. И тоа највеќе повеќе кај мажите. Како што знаеме, по-физички поактивни се машката популација, побрзо возат и како резултат на тоа по 40 годишна возраст големи повреди настануваат посебно кај машката популација, кое што не само што се животно загрозувачки, што доведуваат продолжено заболување, исто така доведуваат и до стрес психичко, не само кај тој повредена, туку и во целата фамилија и самото нивно лекување е многу кошта за самото општество. Да, и она што го кажа во воведот сигурно ќе се согласите, една од причините за животна онеспособеност, инвалидитет и други аспекти кои што влијаат на квалитетниот живот. Затоа реков, самиот опоравок некогаш може да трае, лекувањето да трае подолго, месец, два, три, ако е повреда и на повеќе органски системи и додека се вратат во нормална активност и до неколку години. Што само чини тоа врз самото општество. Рачунете дека треба да лежат у болница, па да бидат на боледување, па да се прави физикална терапија. Сето тоа па контроли или реинтервенции евентуално. Не само што е повредениот, туку и целата фамилија се околу тоа
поврзани. Да. Кажете дека сообраќајните незгоди кај мажите под 40-та година се најчеста причина и сигурно јасно е тука да се покажат или не само пред девојките, туку и пред самите себе во околината, што дополнително представува сигурно проблем, но на што би сакал да ве прашам, во зависност од типот на повреда, сигурно и системите и животно загрозувачките пред се органи или витални се повредени. Па може една паралела да направиме што најчесто како повреда се случува, кој дел од телото? Значи вака, прво да кажем дека кога се збори за животно загрозувачки, значи тоа се што значи два или повеќе органски системи. Тоа значи повреда на глава со повреда на под нозе, раце, значи повреда на коски, може да биде повреда на глава со повреда на граден кош, може да биде повреда на граден кош со комбинација со коски, значи карлица. Зависно како е механизмот на повреда, така се претпоставува и се знае, се претпоставува што е повредата. Ја како објаснувам, например, еден вид на повреди настануваат кога е возач, друг вид на повреди настануваат кога е совозач, трет вид на повреди настануваат кога е пациентот позади седи, друг вид на повреда кога е паднат од помала висина, трет вид на повреда кога спаѓа од поголема висина. Четврти вид на повреда е кога има во текот на физички пресметки. Така да секогаш е убаво кога ќе дојде повреден политравматизиран пациент да отприлика се знае како е повреден, за да може понатаму да се постапи повредата, да. Како правилно да се третира самиот пациент. И да не ги заборавиме и мотоциклите, односно сите оние дури електричните тротинети кои што Значи се повеќе има повредени, тешко повредени пациенти од мотоцикли. Не збориме за мотоцикли, моторот, туку збориме за овие новите електрични тротинети кои што треба, по правило, треба да се ограничи брзината на нивно возење и треба да имаме убаво ограничени патишта. Ако нема убаво, ако гледаме на место кај што треба да има точаци, паркирани коли или да нема убаво обележено, се случуваат се повеќе такви работи. И она што е важно да се земе во предвид кога настанува повредата, би сакал да нагласиме сигурно дека болката е основниот покрај губењето, односно крварењата, најчест симптом кој што се случува или по автоматизам се случува. Значи вака, кога збориме за различни повреди, очекуваме различни симптоми. Кога збориме повреди на глава, значи од политравматизирана точка, значи дали е тоа епидурален, субдурален, дали има повреда на лицеви коски со се контузии на мозок, губењето на свеста е главен симптом. Значи пореметувањето на свеста, крварење од нос и од ушите. Кога збориме на повреда на градниот кош, значи проверуваме дали има скршене повеќе ребра, па пациентот не може да диши, дали има отворена или затворена повреда кај што настанува отворен и затворен пневмоторакс. Кога има повреда на стомакот, гледаме дали има повредени, значи хепар, слезина, дали има некоја рана. Сето тоа комбинирано со повреда на коските дава политравматизиран пациент кој што треба добро да се планира како да се третира, значи прво да се третираат животно загрозувачките повреди, а после да се третираат останатите повреди кои што можат да почекаат, затоа што прво треба да го спасиме животот. Да. Да подсетам дека со научен соработник, доктор Андреја Гавриловски, субспецијалист травматолог, денеска во Фактор здравје зборуваме на тема политрауми и уште еднаш подсетувам, ги имате телефонските броеви за ваши јавувања и ваши прашања до него. А она, докторе, што сакам да ве прашам во продолжение, кажавте паѓањето во бесознание или губењето на свеста е основниот симптом, бидејќи овие трауми се повеќе зафаќаат, нели рековте, органи и системи, дали тоа значи дека при самото нивно настанување има значење и колку е нивната енергетност, односно колку се високоенергетски, посилни тие удари или помалку? Значи, ние ги делиме повредите на високоенергетски и нискоенергетски. Нискоенергетски се обично кај постарата популација, тоа се повреди на колкови и рамењата, а високоенергетски се, како што реков, повредите собракените незгоди, падот од висина или насилство повредите. Самата повреда, рачунајте дека кога ќе настане сообраќајна незгода, прво што е важно дали носи појас или не носи појас. Едни се повредите со носење на појас и отварање на воздушно перниче, друга е кога не се носи појас. Пациентот политравматизираниот кога ќе дојде кај нас, честопати е во несвесна состојба. Значи има повеќе повреди. Наше е да ги третираме правилно. Што значи тоа? Секогаш треба да се земе добра анамнеза, ако не може пациентот, некој што бил со него како е повреден. Ја викам, ако дојде фамилија, ако нема фамилија, бар полиција, ако нема полиција, ако нема тука, бар прва помош што го носи да објаснат како е повреден и кога е настаната повреда. За ние да знаеме прво
колку време е поминато од повредата, колку се тешки повредите и кои првично повреди да можеме да ги третираме. Да, бидејќи кажавте и најчесто овие трауми можеби се и сами тие возачи или нема кој да ви даде такви анамнестички податоци, сигурно дека вашата стручност пред се тука треба да дојде до израз за да вие откриете што се случило, но при самото доаѓање на местото на настанот кога ќе се случи траумата, првата помош, екипите и полицијата се тие што треба да прават, односно што не би требало да се прави, како да се манипулира со овие пациенти, со овие личности. Значи јас прво за да не настанат дополнителни, нели? На сите компликации. Луѓе им викам, кога ќе видите сообраќајна незгода и кога ќе видите пациент, не пробувајте сами да го вадите. Значи обавестете ги службите. Има служби кои што знаат како правил, значи прва помош со секако со полиција и со ватрогасно возило и што се противпожарни да знаат правилно да го извадат. Често пати самото повредата таква и многу е уништена колата да не може лесно да се извади пациентот. Значи треба да се исече вратата, 2 до 3 луѓе, значи да му се постави шанцова кравата и нежно полека да се извади пациентот. Не еден човек, туку потребно е 2 па и 3 пациенти. Ако се види пациент повреден со кацига, ако пациентот е свесен, никогаш не смее сам да се извади кацигата. Ако е несвесен, тогаш може да се извади кацига, но полека со се секако држење пак 2 до 3 пациенти. Никогаш не да се пробува сам да се вади пациентот, затоа што може да се настанат уште поголеми повреди. Најубаво е чисто да викнете и да почекате, и ако може да направите некој муабет, ако сте стручни, ако има некој крвање, нешто да се спречи со компресија и толку, да не се пробува понатаму. Да. И една работа намерно не ја споменавме, би сакал да нагласиме, тоа е рбетниот столб или рбетот, кој што исто така при вакви повреди сигурно е травматизирана, можеби и повреден, односно настануваат повреди и на него. Значи често пати кога викаме, наше, ако има повреда на глава, претпоставувај дека има повреда на вратен рбет. Ако е повреден градниот кош или стомакот, претпоставувај дека може да е повреден некаде тораколумбалниот рбет. Поентата е на самата третирање на политравматизирани пациенти е како некоја детективска работа. Да претпостави најлошо, а надевај се на најдобро. Значи почнувај да третираш ако има глава, секако да се направат снимања, да се викне анестезија, да се спреми сала, да се направат додатни испитувања рентгенски за да може да му се помогне ако треба директно да се оперира или да се третира пациентот, да се биде потребен, спремен за се. Да, и бидејќи вториот дел од емисијата ќе го одвоиме на вашата работа, односно она што дијагностички и потоа терапевски или како модалитети на третман го имате на располагање, да не заборавиме дека овие политрауми се пропратени и со мултитрауми. Да објасниме и што тоа како поим значи. Политраума и мултитраумата често пати одат заедно. Значи мултитраума тоа значи повреда на различни органи, значи исти орган, различни органи од еден органски систем. Тоа значи повреда на 2 или повеќе коски. Тоа значи. Значи мултитраума значи повреда на надколенична коска со повреда на рака, на пример повреда на карлица со повреда на подколеница, тоа е. Проблемот е кај коските што луѓето си мислат добро, ајде сега коска, знае многу да крвари. Карлицата и надколеницата може до литро и пол крв, некаде и до 2 литра, со се повреда на други екстремитети, со се повреда на граден кош, стомак, затоа доаѓа до несвесна состојба заради искрварување на пациентот. Затоа викам секогаш треба убаво да се прегледа пациентот, да се претпостави најлошото, па после да се третира, да се доведе до одредена подобра состојба. Да, и за да не заборавиме, бидејќи со тоа манипулирање може и несвесно човекот нели да се доповреди или да се докомпликува целата состојба и да заврши летално за жал. Да, тоа е оној исход кој што никој не го посакува. Благодарам за овој прв дел од разговорот. Тука ќе направиме пауза за реклами, но претходно слушнавте и вие, веќе имаме некого на линија, ќе дадеме приоритет на вас, нашата секогаш најверна фактор здравје публика. Добар ден, дали ме слушате? Ало, добар ден. Да, добро дојдовте, господјо, како сте? Ние сме добро. Вие како драго ми е. Одлично. Вие имате, не можам да ги редам и да губам на другите од времето такви перформанси што не можат да се наредат од сабајле до вечер. Добро. Еднаш сум се јавила пред година и пол и сега се јавам пошто имам проблеми. Да, слободно поставете прашање, ако може да ви помогнеме. Да кажам, јас пред 1 месец се повредив и паднав со колената така и не може да станем едно 2-3 сати. И после станав така едвај. Меѓутоа ми се јави тромбоза на левата нога така. И стават мраз.
Меѓутоа, сега тоа ми е зборот. Ја лекарски прегледи направив некои други. Меѓутоа, кичмениот столб не боли. Дали има тоа некакво влијание од тој пат? Веројатно има, пошто ево ви кажувам, ја имам 70 години, не е тоа малку години. Да. Дали ова доволно, докторе, за препорака и совет? Ви благодарам многу за вашето јавување. И дали правилно ве постапила господјата, што вие може да сугерирате тука, да препорачате? Господјата правилно постапила, меѓутоа ја викам, секоја повреда на таа возраст, значи на одредена возраст со изразена остеопороза, може да доведе до нескриени малце повреди. Често пати кога ќе паднат, значи се жалат луѓето на колената, постарите господи, после тоа со тек на времето почнува да се жалат и на рбетот. Да, може да има некоја мала повреда, а може и поголема, значи може да се, у тој случај може да се повреди пршлен некој. Секогаш треба да се слика кога ќе дојде повреден така постар, да се направи убава анамнеза, да се земе колку како што го боли на секаде. Да се прегледа убаво и да се направат додатни снимења. Често пати знае да боли рбетот и поради неправилно одење. Значи ја штедат едната нога, имале некои претходни пореметувања на рбетот и почнува со тек на време да боли рбетот. Многу пати се жалат. Значи повредена едната нога, па со тек на време почнува карлицата, па почнува другата нога, скочниот зглоб. Тоа е тоа неправилно одење. Посебно се изразува кај постарата популација и тоа одма више од 2-3 недели може да се изрази со болки у рбетот. Да, и при самиот пад може да биде повреден, меѓутоа не верувам дека е некоја голема повреда, пошто ако има скршено пршен, нема да може да се движи, ќе има многу појаки болни. Да. Значи господјата сепак некои иследувања односно треба како да што се рековте, да дојде рентген. на доктор, Да. да се направат рентген на колената, да се направи рентген на крцевата колка и тораколумбалниот рбет за секој случај да се сними и да се после да зависно од наодот понатаму ќе биде третманот. Да, ви благодарам за овој одговор, благодарам за она што го следевте во овие први 15 на 20 минути од Фактор здравје. Следува втората пауза за реклами, а потоа и вториот дел од денешниот разговор и тема насловени политраума. Продолжуваме со Фактор здравје и денешната тема политрауми, тема која што и вие сте добро дојдени да ја дискутирате преку ваши прашања на 6091-925, односно 6091-924. Подсетувам дека научен соработник доктор Андреја Гавриловски, субспецијалист травматолог, е денешен гостин во емисијата. Во однос на неговата стручност и професионалност, само сакам да нагласам дека научната дејност се извршува на Медицинскиот факултет во Скопје, кој што е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи исто така во Скопје, а клиничката или практичната дејност во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за травматологија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Доктор Гавриловски, она што ни остана да го споменеме е вашиот дел, вашата стручност пред што ја работите во однос на интервенциите, колку факторот време од настанување на траумата или политраумата е важен до донесување во соодветна здравствена установа на овие пациенти и што понатаму? Значи вака, факторот време е всушност најважен. Ние имаме еден златен час што се вика. У првите сат време најважно е и ако се делува, многу повреди може да се спасат. Значи, што значи тоа? Секогаш пациентот кога е повреден, што побрзо дојде на лекар, значи у установа која што може да ги третира повредите, и што побрзо се диагностицира најважната животно загрозувачка и побрзо се третира, тоа има поголема можност за потполно oporavување и секако за спречување на поголеми компликации. Што тоа значи во пракса, ако имате еве политравматизиран пациент, каде што е, како што рековте, можеби и главата зафатена, екстремитетите, градниот кош, според кој е ниво, како оди вашата проценка и што е најважно? Дали значи главата предпоставувам како највитален секогаш, затоа што да кажам долгите нозе, коските ова може да се имобилизира додека не се стабилизира пациентот. Тоа значи некакви шини, некакви лонгети имобилизации. Ако пациентот е во несвесна состојба и пациентот влошува, престанува со дишење поради повредата на главата, вие не може да ја третирате ногата, прво требате главата, која што е животно загрозувачко, и после ако се даде, ако преживее пациентот и ако е во добра општа состојба, ги третирате и останатите повреди. Што како диагностичка процедура тука имате на располагање, еве кога главата веќе ја Значи доаѓа повреден пациент во да. ургентен, гледаме дека има повреда на глава, граден кош и абдомен, прво правиме ако може да дише, значи
викаме анестезиолог и го мониторираме. Ако не може да дише пациентот се интубира, секако се поставува одма шанцова кравата за секој случај, претпоставуваме дека ако има повреда на глава, има повреда на граден кош, поставене на даска, значи има тие специјални даски, бекборд што се викаат, тоа се даски за да го спречат повредите на рбетниот мозок и се носи компјутерско снимање. Значи има различни снимања, компјутер на глава, граден кош, абдомен, карлицата со контраст, без контраст, каде што се гледаат повредите и после зависно од тоа што ќе се најде, се носи пациентот понатаму на третман, значи се носи у шок соба и се третираат првата најтешката животно загрозувачка повреда. Ако да кажеме дека има повреди нозе, се прават исто така додатни снимања, сликање на раце, нозе, коските и после тоа се спречува, значи се носи да се третира понатаму. Се даваат крвни заместители, значи се дава крв, се даваат физиолошки, се даваат колагени раствори, секако да се дојде у нека подобра состојба пациентот за да се може да се третира. Да, и бидејќи рековте како пример, ако имаме пациентка која што е повредена главата, градниот кош и абдоменот, она што е прво што го третирате е всушност главата, односно повредите. Освен ако нема, да кажеме, некоја отворена повреда на граден кош, ако нема повреда на крвен сад, значи аорта, повреда на срце, меѓутоа сето тоа е плански заедно, значи се еден тим на хирурзи кои што во текот на одредуваат кој е прва примарна животна загрозувачка, секако за да се донесе пациентот у подобра состојба. Да. Сега тука исто така има треба да се каже дека сите луѓе не реагираат исто. Значи има политравматизиран кај помлад човек, политравматизиран кај постар човек. Проблемот е со додатните болести. Значи кога збориме за постарата популација, често пати или повозрастните, за да не бидат навредени, да. Да, има различни додатни болести. Да. Шекер, срце, притисок, некои пореметувања секако на белите дробови во стомакот, кои што само ја влошуваат состојбата. Ако помлад човек може да издржи поголема траума, постарата популација секако може и помала повреда да доведе до исто така тешка општа состојба. Да. Дали тоа значи дека ако имате хипотетички повозрасен пациент кој што треба да се интервенира, да влезете во сала, може да биде тоа контраиндицирано заради некоја терапија или друга пропратна болест, или? Секогаш пациентот, за да се може да се влезе и да се може да се внесе у сала и да се хируршки третира, треба прво да се доведе во состојба за да може да се третира. Значи, се стабилизира, се носи во шок соба, се стабилизира пациентот, значи се зема крвна слика, лабораторија, се даваат течности, се прават снимања за да се може одреден, значи ако треба се интубира, да се стабилизира за пациентот, за после може да се однесе во сала. Ке помладите сигурно е работата поинаква, во полза нели ваша, каде што се претпоставува дека условно тие се помлади и немаат нели коморбидитети. Да, немаат коморбидитети, меѓутоа тоа не значи дека не се многу повредени или дека изгубиле многу крв или дека повредите се толку да може одма да се внесе, да се интервенира. Пак викам, треба да се стабилизира пациентот. Цела поентата на самата политраума е да знаете како е повреден пациентот, па од тоа да почнете да делувате навремено за да може да спречите поголеми компликации. Да. И кога веќе тоа ќе го имате како слика, како мозаик, бидејќи рековте тоа е некој вид на детективска приказна или работа, кога ќе ги откриете историјата и настанокот на тие повеќе повреди, кога се влегува во сала, ако се повеќе системи повредени, дали тоа во еден акт се прави, односно интервенирате или некогаш и во еден акт. Значи ако се повреди, да кажеме, на граден кош со стомак, на граден кош со глава, и тоа пак викам треба кое што е најживотно загрозувачката повреда, таа прво се третира. Но добро е, ви реком, да се знае како е повреден пациентот. Таму да се тргне, пошто често пати кога ќе дојде пациентот во некоја бесвесна состојба, не може да каже што е повреден. Ваше е да истражите, да претпоставите што е повредено и навремено да го третирате и да преземете мерки. Да, и бидејќи рековте тој златен час е особено значен после настанувањето на повредата за да се направат исследувањата, дијагностичките процедури, колку после тоа време, после стабилизацијата се планира интервенцијата? Интервенцијата се планира најбрзо што е можно кога ќе се доведе во една состојба пациентот. Тоа значи дека вие и тимот на хирурзи влегувате во сала и колку овие интервенции се сложени. Знам дека секој пациент и секоја повреда е сама за себе, нели? Не може тоа да се генерализира, но еве од вашето искуство кое што го имате. Значи јас викам ако е можно сите повреди да се влезат у први 5-6 сати. Значи тоа и тоа дури е многу. Значи рачунајте дека пациент е повреден, дека е дојден,
дека имате примарна дијагноза, треба да се обезбеди доволно крв, да се обезбедат терапија да му се даде, значи да се дигне притисокот и да се внесе во сала. Секако треба да се претпостави од кај дошол, колку изгубил крв, кои се други повреди и дел по дел се третираат повредите кои што се најтешки. Да. Потсетувам уште еднаш дека задоволството да ве слушнеме, да бидете со нас, ви го нудиме на 6091-924 и 6091-925. Ваши мои гостин потсетуваме научен соработник доктор Андреја Гавриловски, кој што е субспецијалист травматолог и со кого денеска зборуваме на тема политрауми. Она што уште сакам да ве прашаме, кога веќе интервенирате, кога сте во сала со тимот, колку е значајно да се мониторира пациентот, штото колку се случат некои компликации. Сигурно тука има и тим, нели, анестезиолози кои што се дел од целата таа екипа, што после таа интервенција, што е важно да се земе во предвид? Значи, кога се внесува пациентот у сала, вие не може да го внесете без дозвола на анестезиологот, за да ви каже дека е одредена стабилна состојба. Да. Во текот на самата оперативна интервенција, цело време во контакт со анестезиологот, вие го мониторирате пациентот и ќе ви каже до тука може да иде ваква операција да направите, стабилен или нестабилен. Тоа значи ако пациентот има мултитраума, 2-3 големи коски, ако ви рече анестезиолог дека не може да издржи подолга операција, ќе направите некоја надворешен фиксатор или такво, до моментот додека се стабилизира пациентот, тогаш да може да направите дефинитивен третман. Ние често пати викаме, значи операција на спасување, значи salvage operation што се вика, до моментот додека се стабилизира, не дојде до некоја подобра состојба, за после да се направи дефинитивен третман. Значи утре дента по 2 по 3 дена кога ќе се стабилизира, кога ќе речат дека сега е во добра општа состојба, подобра општа состојба и може да издржи подолги операции. Да, дали тоа значи дека оваа подготвителна операција интервенција со која што го стабилизирате дополнително пациентот пред таа дефинитивна интервенциона операција, во тој временски интервал пациентот останува хоспитализиран на клиниката? Значи цело време хоспитализиран и најчесто се наоѓаат во шок соба, каде што е постојано мониториран, каде што е интубиран и каде што секој ден значи постојано се гледа неговата општа состојба. Да. И она што е важно да се каже, бидејќи рековте кога главата веќе ја апсолвиравме, градниот кош или абдоменот, сигурно дека тука имате помоши од субспецијалистите кои што се по абдоминална хирургија, торакална хирургија кои што соработуваат и работат со вас. Значи кога се збори за политравматизиран пациент, секогаш е кога се чуе каков е политравматизиран, често пати, значи сега одма се знае отприлика како е повреден. И има специјални, значи станици како воки-токи што се во ургентните центри информираат повреден во сообраќајна незгода, повреден со мотор. Според тоа ги викате специјалистите кога ќе дојде, значи политравматизиран таков пациент, се отприлика обавестени, значи има неурохирург, торакален хирург, абдоминален травматолог на лице место кога доаѓа пациентот во ургентниот центар и понатаму според неговата состојба и повредата се третира неговиот правилен третман. Да. И уште малку би сакал во однос на вашата работа да споменеме, сигурно се случува во праксата некои работи да не се предвидат, дали може одредени компликации, што како најчеста компликација се случува додека интервенирате во сала? Значи често пати кога е повеќе повреден пациентот, еве да кажем и свесен и несвесен, се жали на болката на најголемата повреда. Често пати значи може да настанат повреди на прсти, на рацете, нозете кои што не се видени затоа што пациентот има поголема повреда која што вистина многу поголема болка му предизвика. Да, благодарам за разбирањето, бидејќи имаме повторно некого на линија, ќе се вратиме на овој аспект од разговорот. Добар ден. Ало, добар ден, зборувајте. Дали ме слушате? Добар ден. Добар ден, господјо, добро дојдовте. Кој е вашето прашање? Ве молам едно прашање до докторот. Да. Вака, пред 2 години паднав, си ја скршив ногата. Добро. И после тоа ми е направена операција. Под коленото е скршена и на коленото операцијата е. Имам потешка остеопороза и од тогаш навака ногава не ми е опоравена. Стапалото скоро виси, а од коленото надолу како трпки сето ми оди. И после прегледот ми рекоа дека е повреден некој нерв парониус. Добро. Барате, предпоставувам, совет или што понатаму да се направи? Совет, како можам, дали можам нешто да се опоравам или не. Дали ви доволно како информација? Да. Благодарам, господјо, за вашиот интерес и ви посакувам секое добро. Вака, во случајот на госпојава, има повреда на перониус, најчесто настанува при повреда во горниот дел на подколеницата.
За да настане повреда на перонус треба да е повредена, значи поголема повреда да има и да дојде до истегнување на тој нерв и секако опоравакот е подолг, посебно кај постарата популација. Ако не се опорави после оден период, да речеме после 5-6 месеци, се прават додатни снимања, значи се прави ЕМГ, се прави компјутер магнет на тоа место, за да се види колку е оштетен нервот и како да се третира понатаму правилно. И господјата рече дека 2 години чинам дека Значи треба да дојде на контрола, да направи ЕМГ и да се види колку оштетен нервот и да се види дали може нешто да се третира. Тоа е во доменот на неурохирургијата, значи се спојуваат, значи се барака е повредата и може да се сошија. Да. И она што сакам да ве прашам после интервенцијата, кога ќе се направи дефинитивно, кога веќе пациентот го имате, го обсервирате, дали вашиот дел како субспецијалисти травматолози завршува и понатаму третманот, доколку е потребен еве конкретно дека неврохирурзите, невролозите или другите специјалности? Доколку има нели проблем и зависно од повредата. Често пати викаме ако е повреда на коски, може да има повреда на нерви, може да има повреда на крвни садови. Тоа е еден самиот третман е како соработка. Значи, ако има повреда на нерви, секако без неурохирург не можете. Значи, самата повреда, вака ако некаде има последици, се консултирате со неурохирург кој што прават испитување, кој што ги третира. Сигурно и рековте крвните садови или срцето или Да, некои други васкуларец, викате. васкуларец или Ако кардиолог, имате повреда нели? на крвен сад, значи тоа се гледа некогаш може, пошто самата коска, тоа се оштри парчињата и може да ги повредат и крвните садови, се вика као васкуларец кој што ги спојува крвните садови и секако да ја донесе да го спасат екстремитетот. Да, ова само ве прашав дека вашиот дел завршува она што е животно загрозувачко, но тука опоравувањето не завршува и Не третманот на овие третманот е пациенти. една соработка на повеќе сфери, на повеќе хирушки гранки за да се доведе пациентот во една добра состојба. Да, повторно имаме некого на линија. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господине. Кој е вашето прашање? Имам нанесено тешки повреди во главата Добро. со железни палки. Така да од тогаш имав изуење многу, не можев никако да го со некои лекови. Но ќе земам еден опијат, привремено ги ги како да кажем, ги елиминира тие звуци како и почнува да работат па нормално. Добро. А кога ќе земам погрешни лекови, тогаш имам проблеми. Дали во доволно јасно? Благодарам за вашиот интерес. Значи повредите на главата. Значи тоа не се у мој домен, меѓутоа можам да кажам дека повредите на главата често пати знаат да дават последици. Значи зависно каква повреда имал, дали епидурален, Метални субдурален, хематом, палки, чинам дека дали имал рече, да. контузија на мозокот, последиците може да бидат скоро цел живот и да прима терапија. И секако тоа го кажува, ако не прима правилна терапија, може да има зуење, болки, главоболки, вртоглавици. Да. И она што сакам последно не помалку важно да ве прашам и да го споменеме е колку овие пациенти бараат и дополнително рехабилитација и соработка еве и со ортопедите, физијатрите, физиотерапевтите. Значи сите повредени мултитравматизирани пациенти и политравматизирани пациенти после повредата има поголем период на опоравок. Во тој поголем опоравок, значи одат на физикална терапија, дали бајнскопа, после на вежби, може да трае месеци, години и така натаму. И пак доаѓаат цело време на контрола, ако треба некои додатни операции, пошто ако се повредени зглобовите може да се нестабилни лигаменти. Се е тоа еден комплексен третман кој што може да трае многу подолг период. Да, за жал. И она што како совет или препорака може да го кажеме и секако вие од научени клинички аспект да го потврдите е кога зборуваме за сообраќајните незгоди пред се да се почитуваат правилата. Да се почитуваат правилата, постои, да се сигурно. пази како вози и секако да не се вози пијан или под дејство на дроги. Тоа Сигурно, да. За крај може би остана уште нешто што јас не ве прашав, а вие сакате да дополните? Па, сакам да кажам дека у последниве година дена, значи кога беше короната, беа намален број на политраумите. Сега, како што се пушти овие мерки, ве гледаме зголемен број на политрауми, дари поради тоа што луѓето подолго време седеле дома и сега викам како од ланец пуштени. Да, збеснати Меѓутоа, можеби. треба да се пази, многу повеќе сообраќајки има и удрени точаци, велосипеди, електрични. Сето треба луѓето да пазат, да носат заштитни, значи кациги така натаму и една општа зголемена на свест дека тоа е нешто што
тука е и треба правилно се третира за да не дадат големи компликации. Сигурно и да не заборавиме многу деца кои што возат и без положен возачки испит, односно без возачка дозвола, дополнително ви ствараат барем вас главоболки. Огромни главоболки ствари. Да, ви благодарам, доктор Гавриловски, за присуството, за можноста да зборуваме за волку сериозна тема која што нормално предизвикува внимание и како што рековте е се почеста. Убаво лето и да се видиме повторно во Фактор здравје. Благодарам многу, ќе се видиме повторно. Благодарам. Ми беше задоволство. Научен соработник доктор Андреа Гавриловски, субспецијалист травматолог, беше денешен гостин во Фактор здравје. Благодарам за вниманието и соработката и пријатно до следното наше дружење.